Do të flasim pak më tepër për dhunën seksuale dhe pse është kaq e vështirë të paraqitet dhuna seksuale në Maqedoninë e Veriut. Kam shumë kënaqësi të kem sot në studio të ftuar Elena Dimushevska nga Rjeti Nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Добре дојде, Елена. Благодарам за поканата. Ке зборуваме за сексуалното насилство. Не се зборува многу за сексуалното насилство вака не само во јавноста, но и во медиумите не се зборува многу. Зошто мислиш дека е така? Па има многу голема стигма поврзана со сексуалното насилство. Точно е дека не се зборува многу. Еве, ако земеме во предвид дека сигурно повеќе од 20 години државата веќе активно работи на семејно насилство, е една од формите на семејно насилство и сексуално, нели покрај физичко, психичко и економско. И во рамки на семејното насилство е најмалку офатено, третирано и дискутирано сексуалното насилство. Можеби затоа што има две различни причини зашто тоа се случува. Во рамки на сексуалното насилство, во рамки на семејното насилство, сексуалното насилство генерално се случува помеѓу партнерите, нели? А се уште во нашата држава постои оној традиционален патриархален став дека жената треба да ги задоволи потребите на мажот. И генерално не се ни пријавува дури кај жртвите кои што го преживуваат, затоа што е силување? Силување е секој насилен присилување на сексуален однос. Значи, сексуалниот однос за да е доброволен мора да има согласност од двете страни, независно во каква релација се тие. Да. Сега, кај нас, пошто преовладува овој се уште став дека жената треба да ги задоволи потребите на мажот, од тој аспект, затоа и силувањето во брак беше и генерално сексуалното насилство во интимна партнерска врска и во брачна врска не беше препознаено, иако сите меѓународни документи, сите меѓународни стандарди тоа го прикажуваат. Сега тука имаме напредок, затоа што веќе силувањето во интимна партнерска врска е препознаено и е дел од кривичниот закон во рамки на основното дело силување. Од друга страна, зошто не се пријавува сексуалното насилство? Затоа што секогаш, а тоа е многу поврзано и со другите, мислам тоа се случува и во однос на другите форми на насилство, секогаш вината префрламе на жртвата. Што она направила, дали го испровоцирала, дали била облечена на одреден начин или се однесувала на одреден начин, дека таа нешто направила, нели, за да го испровоцира сторителот и за да тој го изврши насилството. И сега, кога треба да се соочита оваа жена или девојка која што преживеала сексуално насилство или силување, преживеала огромна траума. И наместо да ја добие целата потребна поддршка, таа треба и се соочува со обвинувања према неа, префрлање на вината кон неа. И тоа е познато дека се случува и оттаму и самото пријавување на насилството е ретко. Каква е состојбата во Македонија со пријавувањето на сексуалното насилство? Дали жртвите, знам дека броевите кога ги гледаме дека не се пријавува многу, но според вашето искуство, каква е ситуацијата? Како е ситуацијата тука во Македонија? Па еве, би споделила прво дека во сексуалното насилство ќе напоменам дека е најмалку пријавувано од сите. А другите форми на насилство, според најрелевантното истражување што е спроведено во Македонија за различните форми на родово базирано насилство, нивната преваленца, застапеност и пријавување, покажува дека само 2% од преживеаните насилни инциденти се пријавуваат. Сега, од тие 2%, значи ние ги имаме бројките за 2%. Се останато е непријавено. За сексуалното насилство тоа е уште помалку. Кога зборуваме за пријавување, дали е доволно да се пријави насилството? Што понатаму институционално, дали имаме механизми за да се грижиме за жртвата после пријавувањето? Ние институционално немаме механизми да се грижиме за жртвата и за време на пријавувањето, а за после веќе
како што спомнав, силувањето и сексуалното насилство остава силен травматски настан и остава сериозни последици за психичкото, па дури и физичкото здравје на жртвата, на жената или левојката што го преживеала. Кај нас првично во 2018 беа воспоставени првите, значи во 2018 беа воспоставени првите специјализирани услуги за жртви на сексуално насилство и силување, со тоа што и во тој момент тие не беа воспоставени на начин да обезбедат севкупна и долготрајна поддршка, она што има потребно. Значи во Македонија постојат 3 упатни центри, во Скопје, Тетово и Куманово. Што е улогата на упатните центри? Во упатните центри и нивната главна задача е на едно место да обезбедат за жртвата безбедно место за пријавување. Значи, по доживеаното насилство, таа треба да дојда, доколку дојде во реп центарот, да оттаму и се обезбеди и првична психосоцијална поддршка, да се повика полиција, да се даде изјава, да се земат доказите од форензика, сето тоа да се случува во тој центар. Но за да се случува сето тоа во тој центар и за таа да може, и тоа е моментот на пријавување, тоа не е моментот на понатаму поддршка. Тоа е моментот само на пријавување. И тие не беа воспоставени и во суштина беа воспоставени и не профункционираа како што треба, затоа што кога зборуваме за севкупна поддршка на едно место, тогаш треба да постои многу добра координација помеѓу институциите кои што обезбедуваат таа поддршка. Тоа не се случи кај нас, на жал, и затоа после 2-3 години центрите се генерално и нефункционални. Воопшто многу малце од населението, барем во овие 3 града, знае дека овие центри постојат. Институциите, како полиција и Центар за социјална работа, не знаат дека овие центри постојат. Пошто нивната задача беше, доколку пак жртвата отиде прво во полиција да пријави, полицијата да ја донесе во реп центарот и таму да ја биде обезбедено се што треба да ја биде обезбедено. Исто со Центарот за социјална работа. Но тоа никогаш не се случи. Во реп центрите им беше обезбедена поддршка само на жените кои што и девојките кои што директно ќе отидат таму, тоа бе исклучително мал број, и генерално Центарот за социјална работа ги носеше малолетните жртви за да се обезбеди поддршката. Дополнително, без финансиски средства ништо не може да функционира, независно што центрите се сместени во државни болници, просторот е обезбеден, беше опремен со донации, но повторно луѓето се тие кои што обезбедуваат поддршката. Иако немате 24 часа, 7 дена во неделата, социјален работник, да речеме, или психолог кој што ќе ја прими жртвата, па да имате психотерапевт со соодветна едукација кој што ќе може да даде иницијална поддршка. И за да функционира мора да постојат луѓе, не само да постои стандардна оперативна процедура, немаше кој да имплементира. Дополнително во самата стандардна оперативна процедура и нашиот закон предвидува нешто што веќе одамна во сите европски земји не е пракса, а тоа е за да се земат доказите од силувањето или од сексуалното насилство, треба да биде пријавено во полиција и налог за земање докази дава јавен обвинител. Значи, не се дава право на жртвата да избере кога ќе сака да го пријави тоа, а да се земат доказите и да се обезбеди медицинската, психолошката, заштитата која што ја е потребна, туку овдека ние ја условуваме. Мораш да пријавиш во полиција, па после ние ќе направиме што можеме да направиме за тебе. Во однос на долготрајната поддршка, да речеме Истанбулската конвенција и други меѓународни документи предвидуваат советувалишта за долготраен центри за долготраен третман. Секоја индивидуа вакво насилство на различен начин ќе го доживее, ќе го преживее и ќе има различни последици. Така да на некоја жена можеби ќе бидат потребни неколку месеци, на некоја жена ќе бидат потребни неколку години за да заздрави. Во правата смисла на зборот, да заздрави, да продолжи да го живее својот живот носејќи ја ова травма со себе.
Ние таа поддршка воопшто ја немаме на национално ниво. Значи немаме воопшто никогаш до сега воспоставено центри кои што ќе обезбедат долготраен третман на жртвите на насилување и сексуално насилство. И сега кога ќе го земеме ова се во предвид, не може ни да не зачудува фактот што нема пријавување, затоа што прво се соочува со вина, со обвинување и префрлање на вината на неа, а после тоа системот државата не ни обезбедува поддршка за да заздрави. Дефинитивно. Од другата страна, законски, имаме добри закони кога ги гледаме вака напишани, но дали тоа во реалност се имплементира? Ние се уште се бориме со ова што го спомнам, тоа е навистина најголем проблем, да се препознае дека да и се поверува на жртвата. Да и се поверува кога таа доаѓа да пријави, да и се поверува дека не измислува, не сака да го намести нејзиниот партнер или да му се одмазди за не знам што, туку дека навистина таа преживеала сексуално насилство или силување. И законите точно е добри се, особено со измените на кривичниот законник во 2023 година и вклучувањето и на различни форми на насилство, меѓу кои и силувањето, да речеме, во брак, и вклучување на согласноста како основен елемент на делото силување, што беше клучно важно и кое што е препорака во сите меѓународни документи, ние не гледаме дека тоа во пракса се имплементира. Затоа што треба луѓето што го имплементираат не го прифаќаат и не го разбираат. И затоа кај нас едукацијата и сензибилизацијата на населението е важна, но е важно уште од најмали ноза. Знаете, тоа да ни стане дел од нас. Не сега ние 30, 40, 50 годишни професионалци да ги сензибилизираме. Туку едноставно да го имаме тоа во себе, да имаме во себе идејата дека ниједна жена не доаѓа да не започнува институционален процес за да се одмазди. Туку нешто на неа и се случило, а не е наше право да одлучуваме дали тоа било страшно или не било страшно. За неа било страшно. Разбирањето на корените на насилството, разбирањето на различните форми на насилството и зошто жените и девојките се значително, значи во повеќе од 90% застапени и погодени, нели застапени како жртви, односно погодени од различните форми на насилство. Треба тоа да го разбереме, ама за тоа да го разбереме треба да се едуцираме од најмали ноза. Дефинитивно. И тогаш ќе биде многу полесно да ги имплементираме законите. Зашто знаете, ние сега кога држиме едукации, пошто еве сите препорачуваат едукација. Знаете ли колку е попредизвикувачки да му смените став на 40 или 50 годишен професионал, независно дали е маж или жена, на 40 или 50 годишна индивидуа да смените став со кој што израснала и со кој што ја градила својата кариера, него да едноставно го научите детето дека тоа е тоа. Дефинитивно. Дали мислиш, Елена, дека соопфатното сексуално образование ќе помогне на ова? Да, апсолутно. Апсолутно, и она што јас навистина жалам е што родителите не му дадоа шанса. Се создаде од страна на едни други движења многу голем отпор и искрена манипулација према тоа што нуди сексуалното образование. Сексуалното образование, да седнате и да ги прочитате модулите, ќе видите колку се важни. Родителите многу мал процент од родителите седнуваат, зборуваат со своите деца за секс. Тоа се уште во семејствата е табу тема. И непријатно им е да зборуваат со децата за секс. И тоа е окей. Кога има некој друг кој што може да го направи тој разговор, зашто да не му дозволиме? Соопфатното сексуално образование прво ги учи, точно на тоа се фокусира, на едукација и на машките, и на момчињата, и на девојчињата, дека сексуалниот однос мора да биде базиран на согласност од двете страни. И ние кога ќе ги научиме момчињата и девојчињата на такво нешто, уште во самиот старт, превенираме да се случуваат
нели различни видови на насилство во иднина, затоа што тоа зборува и за другите форми на насилство кои што може да се случат во интимна партнерска врска и генерално ги учи децата за тоа како да се заштитат, како да се превенира малолетничка бременост. Тоа се да направиме анкета на национално ниво. И јас навистина не мислам дека би бил поголем од 10%, ќе речам и многу е, од бројот на 10% од родителите на национално ниво, дека овие работи ги зборуваат со своите родители. Дефинитивно не верувам дека ги зборуваат. Искрено не верувам дали ќе го стигнеме и 10% бројот. Едноставно родителите, и ова ја често го спомнувам на едукациите и обуките што ги држам со професионалците, често ги прашувам дали мислите дека вашето дете нема секс само затоа што вие не сакате оно да има секс. Да. Така, зашто за вас вашето дете секогаш ќе биде ваше дете. И дали мислите дека ќе нема да има секс додека не влезе во брак? Вие можете да го мислите тоа апсолутно. Ама се залажувате. Вашето дете, независно дали е машко или женско, ќе има секс. Ако вие не може да го вие е непријатно да му ја пренесете информацијата и да го едуцирате како да има безбеден секс, тогаш дајте тоа да го направат тие кои што се спремни тоа да го направат. А и од друга страна и децата ќе им биде многу покомотно ќе им биде да зборуваат на овие теми со некој кој што не е нивната мајка или татко. Дефинитивно. И селфно сексуално образование носи бенефити за сите, на сите нивоа. И краткотрајни, односно моментални бенефити кои што ќе можеме за многу кратко време да ги видиме, за на долгорочно ниво воопшто нема ни да спомнувам. Кога зборуваме за едукација, многу често, иако зборевме за тоа на институционално ниво, самите полицајци што се нели на првата линија кога жените пријавуваат, не се едуцирани за овие прашање. Како е ова или какво искуство имате во овој дел? Индивидуално. Точно согласувам дека генерално не се едуцирани затоа што и школата која што тие ја поминуваат, зборуваме за униформата, школата што тие ја поминуваат не ги опфаќа овие теми воопшто, така да индивидуално како израснал, во какво семејство израснал, какви пораки му биле пратени и нели какви се ставовите на неговите родители за какви ставови му пренале на него или на неа. Не постои едукација, односно не постои проект, да речеме, кој што може да ги опфати сите професионалци на сите нивоа. Затоа ние за ова постојано застапуваме дека мора да влезе во курикулумот на сите професионалци, независно дали поминуваат обука за униформа, или за полициски службеници, дали е тоа полициска академија, дали се здравствените работници, да не ги забораваме ние. Ние сега ставивме во разговоров наш фокус на полиција, да. Но не е само полицијата проблематична. Во курикулумите за здравствени работници и во средно и во високото образование, центри за социјални работници, педагози, сите апсолутно треба да го имаат ова како предмет, и тоа не изборен предмет, туку обавезан предмет. Нели дел од редовната програма да биде, само на тој начин ние може да зборуваме за вистинска сензибилизација. Затоа што овие обуки кои што граѓанските организации ги спроведуваат, колку фаќаат? Минимален број на професионалци фаќаат овие обуки. Да. Елена, за крај неколку препораки. Знам дека ние зборевме што треба да се направи, но може би на кратко, кој мислиш дека се некои препораки кои на кратко време може да се достигнат, па и долгорочно ако размислуваме. Она што јас сметам дека е најважно и која што би била моја прва препорака е да разбераме дека овие специјализирани услуги се неопходни да постојат. Мора да постојат и тие специјализирани услуги коштаат пари. И се додека државата е обврзана особено со ратификација на Истанбулската, со посебниот закон за насилство, со измените во КАЗа, е обврзана едноставно да ги предвиди овие финансиски средства. Сега кога ќе ги имаме финансиските средства, фокусот е да се
не да се воспостават, пошто се воспоставени, но да почнат да функционираат овие рейп центри, упатни центри за жртви на сексуално насилство и силување, со комплетните тимови кои што се потребни за да навистина се обезбеди поддршка за жртвите и да се воспостават центрите за долготраен третман на жртви на силување и сексуално насилство. Овие услуги мора да постојат и ние сите заедно мораме да најдеме начин како да тие се воспостават и профункционираат. Елена, фала ти многу за овој разговор. Мислам дека многу е важно да се зборува, барем да имаме неколку информации кои се најважни за да можат сите луѓе да знаат дека еве, например, постојат центри за пријавување на сексуалното насилство или не знам некои главни точки што ние не ги знаеме и како новинари, например, не па за како граѓани, така што ти благодарам многу за овој разговор. Благодарам уште еднаш на поканата. Драгоцените дашпримички ми профунтувар кшту биседен, дуна сексуале ваш донтон гелет ни пре дунаве, лојевето дуна сме пакт те рапортуара, андај шуме рънцишме да биседот пре ни темта тил констатој ун, përgjitha ata që po na ndjekin dhe e kanë ndjekur pak bisedën për ATSC mund të raportohet pikërisht kjo dhunë, uroj shumë të ju ketë ndihmuar kjo bisedë për të ditur se cilat janë të drejtat tuaja, po edhe vendet se ku ju mund të paraqisni këtë dhunë.